Благодарам. Почитуван колега Пасиев, само да ве дополнам во врска со самиот текст на предлог законот, односно кои се нелогичности ги има овде. Во членот 2 од предлог на законот за решавање на спорот помеѓу владата на Република Македонија и Петрол, од членот 2 од спогодбата пишува дека спогодбата е дел од самиот закон. Во самата спогодба пишува дека Република Македонија се одрекува од тужбите и од тужбените барања истакната во следните тужби и тие се напишани со ТС број 368/05 која се води пред Основен суд Скопје 2 и тужба 56 која се води пред Основен суд Скопје 2. Со денот на потпишување на оваа спогодба, МАК Петрол АД Скопје изјавува дека се одрекува од против тужбата поднесена во поставата ТС 368/05 која се води пред Основен суд Скопје 2 од Скопје. Во членот 3 договорните страни неотповикливо изјавуваат дека во оваа спогодба представува вонсудска спогодба која ја заменува судската правосилна пресуда од погоре цитираните одлуки. Во самиот текст на законот и во спогодбата која што е дел од законот нема цитирано одлуки. Самиот текст е конфузен сам по себе. Да не зборувам дека се споменува во спогодбата пишува дека владата на Република Македонија изразува намера да го купи влогот, при што двете страни изразуваат интерес да склучат договор за купопродажба. Според Законот за облигации член 446 нема договор за купопродажба, има само договор за продажба. Односно, како може со закон да се поништува правосилна судска пресуда и тоа е запишано во членот 3. И би сакал да ве дополнам само на уште едно место, кога ги најавивте вашите акции, најавивте дека Левица нема да го поддржи овој закон, Левица ќе бара суспензивно вето од председателот и Левица ќе го оспори овој закон пред Уставен суд. Би сакал да ми одговорите дали ќе не поддржите да бараме поединечно изјаснување на секој еден пратеник од власта кој што ќе гласа за овој закон, затоа што секој еден нивен глас ќе чини од 526.000 евра до 780.000 евра. Па кога ќе отидат во општинските организации, нека и објаснат на своите членови зошто тие по налог на Зоран Заев гласале да се издвојат пари наменети за нивните деца да отидат во рацете на МАК Петрол. Ви благодарам.